Добро утро, втор пат Ване. Овој пат се вклучуваме од канцелариите на Македонија 2025, за да знаеме дека, односно да се долови моментот дека има недостиг на работна сила во Македонија и дека тоа станува се поголем предизвик. Меѓутоа исто така во разговор со професор Никица Мојсевска-Блажевски ќе дознаеме и во кои сектори има најмногу недостиг, каде младите се наоѓаат во сето ова и на крај кое е решението. Но пред се ви благодарам за издвоеното време утрово и благодарам што имаме можност да разговараме на вака битна тема. Добро утро и благодарам и на вам за поканата. Има недостиг на работна сила во Македонија и тоа во повеќе сектори, па на почеток ќе ги напоменеме каде има најмногу недостиг и како ќе се реши тоа. Апсолутно, морам да кажам дека неочекувано некако или неспремни дојдовме до ситуација во која што од вишок на работна сила или од високи стапки на невработеност, дојдовме ситуација во која што работодавачите се жалат на недостиг на работна сила. Кај нас пазарот на труд е, би рекла, дуален, тоа значи дека има недостиг на работна сила и кај елементарните или пониски нивоа на знаење и квалификации, меѓутоа и кај повисоките. Кај пониските нивоа на знаења и квалификации главно има недостиг во сместување, во градежништво, додека пак кај повисоките тоа е кај извршни, да кажам, директори или високо ниво на менаџери. Меѓутоа, она што исто така е карактеристично и придонесува уште повеќе кон недостиг на работна сила е фактот дека кај нас мобилноста на работната сила е многу ниска, односно дури да најдете работа во друг регион, во друго место на живење, не сме спремни да се преселиме. И тоа е една карактеристика која што го отежнува функционирањето на пазарот на труд, особено во една мала економија. Односно, за сето ова зборувавте вие и на Меѓународната организација на трудот, па кое е решението, како да се пристапи кон овој проблем и колку време ќе биде потребно сето тоа да слегне со оглед на тоа што кажавте дека од ситуација каде што има голем број невработеност, сега имаме момент на недостаток на работна сила. Па добро, сепак би рекла дека кај нас има расположива работна сила, има повеќе резервари на работна сила кои што мора да се искористат. Прво би кажала дека стапката на активност е многу ниска. Например, само 50% од жените кои што се на работоспособна возраст можат да работат, се способни да работат, се вклучени на пазарот на труд. Значи, останатите 50% се надвор од пазарот на труд од различни причини. Значи, тука гледаме една голема можност со активација на жените да се намали недостигот на работна сила. Понатаму исто така, за жал и покрај реформите претходни на социјалната помош, односно наречена гарантирана минимална помош, сепак тие лица треба да бидат активни, треба да прифатат работа доколку државата им понуди, меѓутоа таму имаме една голема неактивност и тие луѓе може да се ангажираат, може да се активираат, да придонесат кон понудата на работна сила. И трета една категорија, тоа се младите, кои што спаѓаат во една категорија наречена ниц или ниту се во образование, ниту на пазарот на труд. Такви има околу 80 до 90 илјади млади лица и мислам дека е неопходна активација на овие лица да придонесат кон создавањето на бруто домашниот производ. Зошто младите во тој период од животот не се во работен однос? Дали ги демотивира можеби платата и условите кои што ги нудат работодавачите или едноставно можеби гледаат начин за како нивниот живот и кариерата ја проложат можеби и надвор од Македонија? Па прво би кажала дека кај нас стапката на запишување во високо образование е висока и голем дел од младите се неактивни на пазарот на труд, бидејќи веќе се образуваат и малку е ригидна кај нас законската регулатива во смисла на тоа дека не можат да работат и да студираат како редовни студенти. Така што тоа е доста ограничувачко. Меѓутоа исто така голем дел од младите не се ниту невработени, значи тоа дека тие се надвор од пазарот на труд и се неактивни. Според претпоставките, дел од нив се емигрирани, тоа е точно што го кажувате, меѓутоа дел од нив работат во, дали е тоа неформалната економија. Исто така кај нас е проблем и фактот дека имаме голема диаспора која што праќа парични средства во Македонија и делот и од жените, меѓутоа од младата популација веројатно живеат од тие парични средства. Меѓутоа со здрави политики, паметни политики мора да дојде до активација на овие лица и веќе има такви активни мерки за вработување кои што токму се насочени кон оваа група на млади, даваат ефекти. Македонија е прва земја во која што не е членка на ЕУ, која што применува гарантирана помош, односно мерка која што има возможува на младите да најдат работа, да се активираат, така што резултатите се добри, меѓутоа не доволни. Инаку ако зборуваме за невработени млади, таа бројка е многу мала. Над околу 16.500 млади се само невработени. Значи не е таму проблемот, поголем е проблемот во неактивноста на младите. Никица, ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам и вам.
Тоа беше разговорот со професор Никица, извршна директорка на Македонија 2025 за проблемот кој што станува се поголем во однос на стапката на недостаток на работна сила. Тука се вклучени и секако и младите кои што треба да се задржуваат и како во Македонија и на такви проекти и се работи. Со озбилна политика може да се дојде и до решение и да се направи баланс помеѓу недостатокот на работна сила, односно да може да се функционира и кај младите, како и кај оној процент жени која што мојата соговорничка ги истакна.